Здраво, другари, здрава криптореволюция. Интересно. Всеки ден станува все по-интересно и интересно. Гледайте. Стварно не ми е ясно, брат. Не можем да разберам отдека тия пари, браче, за комар. Не само от Америка и от Европа. Да, тука работят, взимат плати, ама не е това, брат, да може да си скоцкат еднъж. Ой, те па от коцкание, човек. Куките ли ги продаде, я не знам, тук няма на заем да вземат пари от мафията, ги оттепа, брат. Не ми е ясно, брат. Позитивни информации. И вие упорно става да кьоде нагоре, упорно, все да ги става тия 5x, 10x, всеки видео. Леле, замисли да бе в трейдер, човече. Да бе в трейдер сега, да речем. Ама не у Америка. У Македония. Знаеш кои пари ги направи? Луди. Защо? Zato що у 11 години оваа година, брат, баш яко трее тук сум заглавен, тръгнат сум от сите криптоберзи, от сите банки, пред селение сум назад, значи свежио ми изчистено, затворено. И брат, за пръв път до 11 години се укажува таква година, защото да се надеям ке има па, да може не само да се флипна тук и да се трейда биткоин, не друго. Биткоин да се трейда и я, братче, гледам, знам що се случва, знам еве кажувам веки оде и не знам. Они се нервирали. Я що да кажем, знаете ли какви пари може да ви покажем заедно да ги направим? Не сам. Я за сам не се нервирам. Заедно можем да направим луди пари. Ако се е променило, а се оде, до душа ки видим, чекай, ние много литаме, другари, ноември е на почетку. Ноември и декември. 2 месеци. Да видим шо ки се случи от тия 2 месеци. Да се надеям дека ки има коя година ки изпадне? 2031. 2030-2031 дека ки има ушена оваква драма. Я да съм успял да отворам академията, да има доста луѓе и да трупат, да речем. Ке гледаме 2026 шо ке се случи и виши, нели, тука се запознаене со сите тия работи и да речеме август месец, измеѓу август и декември 2026, вие се спремни све и тука декември почнуват тия драмите, да видиме, нем да не е ново алткоините да одат, а биткоините Риме Кардано тука ке видиме. Ке биде много интересно. Баш криптоакадемията, ако ке отворам, ке се появат доста интересни работи. Няма да се толкова досадни. И ако има овакви, брат, да речем, имате портфолио, шо се трумпа технология. И не се пипа до 2031. 2031. Али, ке биде интересно, тия шо ке имат екстра да сменат от кафенце, кафанка, колко да ви звучи, ово със сигурност ке се появят сега, тук няма да видят истите. Със сигурност ке се появят и някои може да нови технологии. Ако се появят нови технологии, ке биде интересно. Ако се появят, ке бидат на ниски суми, и да се появят на високи суми, значи пък ке литат много повече. Да се прате сериозно, по-голема екипа, се живо се прате комплетно детално, Слави крира и някоя апликация да се надгледува. Слави има и тамо да ви покаже какво да се защитувате. Ке биде интересно. Значи ово останува все по-интересно и по-интересно. Ово не е више како по-напред. Ке купиме, ке чуваме 4 години, bull market, продаваш, па чекаш да падне. Тука више станува много интересно. Тука цел свет више почува да упаде. 2026 сите чекат американците да има шо ке биде. Government shutdown беа затворени тука, Америка кога е затворена, и да гледате на плажата беше празно, ресторантите празни, кафетерии празни, по автопато трафик има само за нели тия шо си доваѓат от приватните бизнеси на работа, ама оние от... Додуше, знаете ли дека полиция не е видено 40 ден полиция имам видено много малко.
тие рейнджерите, не знам под државата ли се, парк рейнджерите, неам ги видено исто 40 дена. Едни други имаше за сейфти, валја се под државата и тие ги неам видено. Тие што ги чистат парковите, се не знам тај парк дали го има земено некој или не знам, тие ги неам видено исто. Тоа па мозгу ще сега тражи да не кажам шо. Значи, доста интересни работи ќе стануват. Баш преска така на плажата, тумачам, ветерот ме направи пепел, али многу интересно ќе биде. Да се надевам дека ќе биде до тај степен интересно, што ќе може да се направат сериозни пари, од овие другари се решени барем до 2035 да дадат многу добра пара се направи крипто, ти треба да го земат кешо и златото да го немате дома, разбирате ли, за фул да ве пратат. Ако га фул планира да ве пратат и фул да ве префрлат у биткоин, етириум, кардано, ние до тогава ќе научиме технологијата да профитираме, да извадеме, да имаме куки и чуда. Разбирате ли? Додека другите тие, ние сме да речеме 10% нека сме ово, другите 90% ќе ги треба дури пресметав до 2035 фул долезат. Значи додека они долезат, ја да ве научам вас у крипто, да ве научам од staking rewards како се живее, да ве научам од stablecoin и staking rewards како се живее, да ве научам како безбедно да се чува за да не ве соберат, да се најдат најсигурните берзи, да можеш така голема заедница да се покажеме, шо ви се суши уста, брат. Рано е запивал 8 сата, брат. Пиво се спие 2 сата пред да легнеш. Така да не може да се отворам, ја имам принципи. Не съм алкохолик. Една чаша вино, до 2 ако е добро, и тие се мали чаши. Мислам за амерички стандарди. Сега, не е на Крали Марко чашата, сега, не се бавай. Дек сте видели, нема ништо. Значи, шо е мобето? Много интересно ќе биде. Преска, викам ви, много интересно ќе биде. Ако направиме концепт како од staking rewards да се прават парички, да може Binance да дојде да отвори офис, значи поевтино да е купување и продавање, па и други берзи, од Македонија моментално 11% да укараме сите македонци у крипто, да научат технологијата додека е време. Да, кеш и златото, дранјарење е слободата, а ово дејството ќе да е. Устата ми се суши. Мора другари да се направи сериозен концепт како да се направат пари. И да, тие ќе бидете у шема. Гледате ли полесно со жените и полесно да си фанете девојка ќе кажете дека имате крипто. Некој дел работи, ќе се умрв осмејал преска до ова. Ова, другари, добро што ми се постирало. Американците имат по 4-5 деца. Забелја најлошите што сака да ги искористат системо и што не планират нивните деца, не у школи, туку не планират нивните деца сериозно да ги научат како собствен бизнис да си имат, да ги научат да бидат пред се луѓе и сите луѓе и животни да ги третират како што треба. Значи, другари, тие мишите ниту зимат ништо државата и чуда, немат food stamps, немат ништо. Сами човечот не сте, мислам, тие пред 15 години, сега не знам, не сум бил во Македонија 11 години, викат с храната видела катастрофа, али тие пред 15 години, другари, во Македонија што јадевме таква храна, викате Америка. Ја јадов од мишите, солена е цената, не за сите работи и не у секој стедите, но соленка е цената, пошто, брат, стварно е... Јадеш и викаш шо е ово. Значи, они можат у Америка без технологија, проверете на YouTube, брат. Брат, со рака и со алат, куки, местат цели куки, градат штали, градат чуда. Со животните се топ, храна прават страшна. Значи, они можеле, а му Америка другите не можеле. Брат, и сега ние тук имаме драма, државата дава такви суми на пари,
што наместо да се дадат на, да речеме, економијата да оде напред, то они дават на луѓе кои што го искористуваат системот. Убаво да имат 5 и 10 деца. Убаво државата да ја помага. Ама брат, тие 5 деца гангстери стануваат, тинеџери што прават проблеми и тинеџери што завршуваат у затвор. И државата што финансирала? Мајката и таткото да колират, детето ништо не завршило кој што треба. Не викам, хомскул, ако ме прашате, мене ми е побитно. Брат, ако можете да мислите, немат ни една болест, другари. У Америката немат ни една болест. Живеат како дедовците мои, како дедо ми е, Бог да опросте, пред 40 години што е живеал у Ризари, Кочанско, мраче, со животни и со чуда, на 95 години умре. На 95 години. У сон. Овие тука ждерат, брат, јадат, тоа видеото да ги гледате се страшни, GMO храна каква јадат. И кога ми рече некој остани да живееш тука, брат, да останеш да плаќаш данок, да финансираш нешто што децата ги претворуват у гангстери, тинеџерите ги претворуват у нешто неподносливо, нешто што завршува у затвор у голем процент, нешто што е крајно некултурно после ово ковидо. Значи државата оде у комплетно погрешен правец. Не Трамп, тројца Трамповци да стават, таа држава, другари, оде у многу погрешен правец. Флорида и Тексас, да, ама брат, другите 40 држави шо? Тука кај мене секој ден е пукање, секој ден е грабежи, секој ден е убиства. И ти ги градиш тука еднина. Или ај нон-стоп ги се селеме од таа оваа држава. Едно селење у загуба си $10,000. Другари, овоа му посветив цели 3 минути. Ако амишите можат, ставете прст на чело, у Македонија земјата е 200 пати поплодна. У Македонија се уште постојат села што може да идете да соберете информации за како да одгледувате, што да одгледувате и колку профит може да направите. Гледајте луѓе, барем имаме многу богати, имате по неколку апартмани, што комуницираме у ово, каже го, градовите. Тоа е бетон сивило, нема профит там. Еден ви е доста, продадете другите 2-3, идете другари на село. Охрид, Преспа, Дојран, гледајте до вода да е. Сега не мора да е многу близко, гледајте до вода е, гледајте да ги откриете тие извори, гледајте сериозно да си имате план Б за насело. До 2035 нема да ви се свиѓа да живеете у градовите, другари. А мишите знаат многу баво. А ако они можете и вие. Филозофијата е таа, една слика, милион зборови. Разбравме дека златото треба да не го имаме, дека треба фул да се префрлиме у крипто еден што пресва преска. Што значи ово? Тоа значи програмирање на мозокот дека златото кое што да се чува е повредно, нели подржи цена, не лита нели нога, ма по стабилно дрнјариња. У секој време ако имаш мали количини може да секој нели ќе ти купи се, али светот кој што они го дизајнират не иде со златото. Ако дознаат многу луѓе дека има злато, там ќе оперират криминалци, не сакате да ги имате тие главоболки. Хакерите не можат да ве оперират ако знаете кој да учувате. Биткоин. Јас извинувам. Мозокот тражи нешто што нема да го добие. До сите македонци у Англија, гледајте да бегате там, врнете се назад у Македонија, таму е пред граѓанска војна. Гледате, не се правете луди, продадете го целиот имот, подобро ако имате работа, живеете под рента, ако сгусте, палете авионо, имате македонски пасош, англичаните не знам да ќе бегат, ама вие си имате македонски пасош, ќе идете у Македонија, треба да се борите за Македонија. Продадете се што имате. Рентајте, ако нешто сгусте, ќе рентате на по-добро место, по-безбедно, продадете додека има вредност, купете си крипто, ставете си на Staking Rewards, имате англиски пасош, Coinbase може да користите со VPN од Македонија, од дома,
да си лапате Stacking Rewards, гледате, у банките исто. Coinbase launches savings account in the UK. Банките исто ке почнете, ке можете у Англия да давате крипто и стейблкоини, да си вземате 4-5%. Никой не ви ги дава. С тия парички ке си живеете в Македония, ке развивате Македония. Продавайте се живо. Англия е пред гражданска война. Гледайте да избегате да продавате до дека вреде. Да не речете, не съм ви кажал. Ако някой Англия друг има, а вие не гледате, да ви каже. Ако речете, коя е тай за Путин, за Америка, за Кина, за биткоин, за Етериум, за Кардано, за блокчейн, за вонземяните, що не литкат над главата, за сите тия работи, тай лудио от Америка, от Македония, ако живее в Америка, ги е кажало една група тук мистерии и мистерии за 7 години му имат избрешено архивата и не съм нищо погодил тук е проценил дека това ке биде истина. Значи, сигурно е едно друго. Така се остваря. Бразил, там има доста македонци, много луги не знаят. Председателката на Бразил беше полумакедонка, какво се викаше и познато име имаше. Забреготе, тук ми стоя на езика, ама не видих, но Бянка ли не, какво беше, не сега. Бянка, дека па сега лупна в това. Мазо е луда креация, не сега стана какво се викаше, али типката беше полумакедонка. Нищо не направи за Македония, нищо не направи за търговията. Очигледно е забравила дека е македонка, али другари, там не знам гледавте ли в аверите беше 100% го добро, пошо имам приятели от Бразил, кажу то там е коя количина на дрога и оръжие и колко млади животи уништуват и на деца и на жени, е страшно това. Не знам, да речем, защо не се изчисти? Не се изчисти за това, що Бразил се финансира от тия работи. Така да тия малите ги изтребия, кава да ме кеве, тук сега малко да зачистиме. Али Бразил, другари, е сериозно крипто. Я ще ги прашил на лугито, али все повече и повече ке упаднат. Бразил има сериозен кешарац от туризъм и Бразил ке улезе доста от крипто, како и си други държави, али мислам дека ќе почнат и промоции и чуда. Пошто там има много туристи и тоа ќе е супер точка да се промовира биткоин и крипто. Другари в Македония е обратната работа. Нови трейдери, нас нямаме трейдање, ние сме инвеститори, новите инвеститори, BlackRock купува, Sailor купува, Америка, Енос ке почне да купува, значи защо е маркето, тук вика да вземете цигаренца да запалите, то е $2 на ден губите, не, то е братче, взимате го цигаренцето, трябва на майчка да изпечатам, взимате го това цигаренцето, т.е. не го взимате, това цигаренцето го менете за крипто, брат. Знаеш колко яка маечка ки спадне лова. Другари, Петър, от нашите геймери обава кажа. Не го прашав, ама ке го спомнал като пример. Колко рече дека две пакли цигари по €2,5 мислям дека рече, ако не се лажу. Две на ден, така ли, по 30 просто ке оставяме, така ли. Е 75. Вау, 75 на 30 дена, 75 пакли цигари. Бро. Не бе, чекай бе, шо пресметава? Да бе, рече на ден. Че 2 пакли, да. Я шо пресметава, брат? 2 пакли, не 2 пакли. Той е 60 пакли цигари, бе. Вау. 2,5 €, чекай сега математиката се концентрирам, по 30 дена е 75 €. По 12 900. Чекай бе, какво ми кажа тази човек? А да, така. Леле. 900 евро за една година за цигари. Човечето е луда пара. И па и за кафе. Ги оставам и 900. Не, кафе пият повече. Сега па не знам колко кафето. Кафето да го ставяме.
Кой ми беше кошал? 50 денара. Имам другар пие по 3. 150 по 30. 4500 по 12. Делено 6,2 ли е ова? А вие сте ненормални, брат. Скоро 2000 евро на година за ово. И ми викат нямат пари. Да ставаме кафанка. Да ставаме комар. Спортски чуда. Брат, вие на година трошите сигурно 6 бона за глупости. Значи, у една година да не ги правите тия глупости, да зачувате 6 бона, довадете към мен академията и я викам, ке купите то и то. Брат, няма шанси да нямате профит. Няма шанси. Шанси няма. Защо? 3 години и bear market. Значи вие ги дойдете към мен академията, 3 години ги трябва да купувате, брат. 3 години. 15 000 евро. Да речем. Го остави в 6, няма 5 000. 18 000 евро. За една година, за 3 години 18 000 евро. Бро. Що сбора ми? Брат, няма мозък ми блокира. За... Какво кажав? 6 000 по 3. Да, бе, брат. Няма мозък ми блокира на... Математика почнем ли да сметам? Ома у биткоин сметам, у Кардано, у шоке ставам го и више се губам, брат. Математиката ми е овака, другари, криптото со тия чартови, колко ке се стае, кем ке купам леп, ке купам ово, ке купам оно и леле колко крипто, малко зебена работа. Не дай може да станете како мене. Добре, аз ще ви правя математиката. Брат, за 13 години, 18 000 долари, брат. Че вие може да купите чуда, бе, брат. 18 000. Най-страшна варианта, да речем, е Cardano оде 10, а Pagya 3 долари. Да речем. 6 000 Cardano. Следния път, да речем, настигне 30 долари. Проста математика ово. Луи ки си измисле, ова е така проста математика, ки си измисле, ки се правят пари. 180 000 долари. Дека може да направите вие 180 000 долари в Македония? Никъде. Се направя математика. Well, I think Bitcoin's going to continue to grind up. I think the volatility is coming. Брат, я е просто голямо бяло кошуло. What the fuck? Ама за биткоин. Математиката сега в главата ми се върта, човече. Сега я не пушам, не пивам. Значи... А прето пиев и я по 3-4 у Америката. Мада у Америката кафето е много по-ефтино луги отколко, пошо я знаев одека да взимам и какво да го спремам. Другари, за една година. Тоест, края на годината до 150 000, вика брато, от 4 до 8 години за милион. Брат, ако не отворят казино Македония на един подкаст живо, колко пъти ги се прозивам пъте. $1 милион от следните 4 до 8 години, това ме става умисла защо го вика. За 8, брат, то е 2 бул маркета от сега за 8, трябва много повече да упаднат луги. Значи, по правило 2030, брат, по теория на заговор, трябва един биткоин да отиде $1 милион. Ама гледаш шо вика, бе, луги, замисли си да успееме от тази криптоакадемия, флип трейд, да го измисляме от тай коин, овай коин, да успеете сите да имате по един биткоин, човече. И да имате 2 суперки, ама да успееме некако да направиме до един биткоин. Замислете си, брат, не, 20 години е много. За 10-15 години, брат, то може лесно. За 10 години
може лесно да стигне и 20 милиона. Ово 10 милиона. Замислете си, луги, вие да имате 10 милиона, брат. 4 милиона да имате. Си замислете. 4 милиона са 4 милиона. Замислете си да успееме, братче, до 2035 докато цял свет ке се маче от тази академия да я смозгаме, да имате цял биткоин. Брат, я мислим дека и државата ке се оправя полека. Ово тие што сте у Америка, ја немам време да ви го стражам, да си проверете. IRS веќе, како што кажав, сите ме прави ненормален пред 11 години, пред 5, пред 3. IRS го смета биткоин за проперти. Тоест за куќа, за апартменче, така да идете да си видите со вашите адвокати што е како е. Значи ако сте стигнали до 19.000 на особа от 2025, треба файл форм 709, слаб сум со тоа. IRS, идете прашајте сега адвокатите, не сами да читате, значи ке си платите адвокат. Сигурно имате адвокат, не адвокат овие кој вика сметководител, ке си платите другари и ке си го истражите овај дел тука тие што сте у Америка, да видите што е како е, од Америка не е за африканци IRS. Знаете самите. Брат, устите ми се много суши од овој си. Другари, и мора да најдеме начин на кој берзик е најдобро да се држе, да се взима пари од биткоин. Ке има многу комарджии од Балкано, многу, така да, ја мислам дека на Балкано ке се взима некој луда пара за криптото кој ќе оддаете вие на банката. Ја на банката. Да, убаво може да го помне. И на банката, и на криптоминувачницата, да, на банката, ќе го заложите, они ќе ви дават 3,8-4% ќе ви дават, тоа зависи на колку години ќе го заклучите, нема да го заклучите повише од еден bull market, bear market, тоа е 4 години. И јас извирам, и комарджиите од Балкано ќе го зимат тај биткоин и тоа крипто, лудо ќе се коцкат, вие другари 3 години bear market, ќе си зимате паричка, или ќе си не е добро паричка. Заложувате биткоин, биткоин да ви дават. Заложувате етериум, етериум да ви дават. Заложувате кардано, кардано да ви дават. Разбирате ли? Ако малко сте заложили биткоин, треба да ја измислиме. Да пратиме цената на кардано. А ако не, дури и мала количина на биткоин да е, взимате си лихвичка биткоин. Другите нека се коцкат, нека си вадат очите. Ще се коцкат на кучиња, на спортска, на казино, на рулет, на црни казина по подромите. По-добро е, брат, тие не може да се излечат. Тоа е болест, разбираш. Тоа е болест, треба да ја поминат, да изгорат и од дома цела фамилија да ја се собере, да ја укаже, па да видат дали ќе се научат. Али не можат ако не улегнат у крипто нешто да имат за анимација. Секој има некој порок за нешто. Секој. Затоа ви кажувам, оставате цигарите, кафето и коцката, младате у крипто. Тука ја тумачите кога да направите пари. И тука може да изгубите. Ама тука тумачите. Човекот мора нешто да прави, брат. Не може да стои у место. Исто и овие, комарджиите. Ке дојдат тука, подобро тука да научат нешто да се офајдат, да направат пари, отколку там 100% ги губат парите, брат. Ја не познавам еден, 40 години ја не познавам, сега така лупам, 40 година, не познавам еден брат, мој пријател да е плюс на спортска прогноза. Имат факено, ама не е на плюс. Ниту еден на рулет, на кучињата. Тоа е најлудата работа, јас сум кажал што сум видел. Снимани цедиња, вртат и овие се клават, човече. Барбут и други тамо лудости. Ама еден, 99% од моите другари се тешки комарджии. Добро, не 99, значи 95 ке речемо, тој сега двотројица ги имам стварно се аут of тоа. Значи луѓе, ниту еден не, комшии, ниту еден не е на профит.
тука сите што билдат, како што треба да билдат, после 4-та година више се гледа резултат. 8-та година се гледа уште повеќе резултат. Тамука брзи пари, брат, сите имат изгубено. И креират сериозни проблеми домашни. Много луѓе познавам што се остави и што имат сериозни проблеми. Оде 90% од платата коцка. Замисли си, имам пријатели што коцкат луѓе, си имат сериозни добри плати. 2000 евро. У Македонија 2000 евро е сериозна пара. Цялата оде на коцка. И ништо со години не факет. И викам, еј брат, дај бе, ќе ви направам. Како? Ај кога си дојдеш. Брат, 11 години поминава. Дај бе, луѓе, се слушате ме покажеш. Кога си дојдеш, брат, ние не разбираме, ока, тука сега преку интернет. Луѓе 11 години тие луѓе, брат. Од секој си имале добра плата. 11 години, брат. Тај ден што знам. Секој ще земал добра плата. Еве да не ја лупам. Значи, он си имаше и плюс, нели там, сега да не. Ренти. Значи, тие знам дека и коцкаше. Значи, ја станав храна мрана. И 1500 става, така ли? Брат, секоја година, тоест три години, измеѓу 18.000 и 28.000, гледа која колкава сума на биткоин ќе натрупаш, што е мој другар, брат. Кога си имам Македонија, тие луѓе може да почнеме да ги шамарам, да ги доја калоти, друго, ја не знам. Ако идам и там и да ми речат, брат, ама не, овај пат, знаеш шо? Не другари, пријатели, гуги, ќе дојат у крипто академијата. Човек што има 1500-1900 евро да коцка на кучиња, на спортска, на рулети почнале. Другари, ќе платите за да мора да дојдете. Оте ако ви даваме с пари, ќе се заврткате тука, нема да дојдете. Овака јас сум ви земал парите, плюс ја ќе ги инвестирам тие пари, ќе дојдете, мора да дојдете на тие часови, брат. А нака, брат, денеска утре, пријателчето, на кафе ги викаме и се кријат, вика, брат, денеска нешто работа, она. Викам на другаро, викам, викам, ќе по казината да видиме, улаваме. Од позај, знаеш ли на некакви чоколадки сам ударал, обезбедувањето разбираш и ново, нели, од селата, ако е мало обезбедување, не знаат дека сме, нели, пријатели. Не знаат дека сме пријатели. И, брат, овакво, чекай само тука, другаре, чекајте, активираваме се сите камери и чуда. Све живо се испоактивира. Значи тука мора да ставам пауза, кога се активира така сите камери, тука имам известување, мора да ставам на пауза да видам шо е како да Америка не е за африканците. И изгубив и мислата. Суи другари, значи оние другите видеа многу, брат, 2 сата брмлаш оно, другари пробам да брмлам и да го збркам алгоритмом, вртам, сукам, да кажем некои информации, иначе некој па ме ги прејавува видеата и ми бришат по 10 секунди, по 20 секунди, по 1 минута. Па ми бришат делови, не ми се целосни видеата. Да видим ово видео дали ќе ми го избришат. Суи другари, ние го имаме портфолио. Има доста македонци што го имат. Има доста македонци што го имат. Не знам, бев запишал да македонец, некоја луда сума имаше, ама не ми текнал кој беше. Тај тип и пред тоа ми беше пишал, ние усуи, уште него објававме у групата, ме беше прашал, брат, знаеш за оваа технологија, му бев кажал, американците знам дека брмблат, ама ја не имав истражувано. Така да доста македонци го држат и за тоа го постирам. И доста американци, нон-стоп гледатели crypto.com го форсира, така да за staking rewards ќе се најде. Доларо и брат. Ну, брат. Ќе одеме Елон Маск на носил на Марс, тука уште не знаат да направат AC да не се суши устата.
US долар, принтат си бракята и играе, замисли тия лугито, не може да ги разберам, аз съм теоретичен, тия луги одат на икономски факултет и учат за глупости, брат, учат као комплетни глупости учат, брат. Замислете си, ясно му държава дека принтат пари без никакво покритие. Замислете си, брат, това ти си принтат пари. И со тия пари имат мокна армия и поради тая мокна армия дека може да ви дое. Нели? Но фактички сите вирувamo долар. И они со тај долар купуват вистински вредни работи и продукти, а не ги кошта ништо да го изпринтат. И виж се кафе шема, ги разбирам, виж се на економски факултет, брат. Да не знаеш што е биткоин. Да повише вирува доларо. Брат, стварно не можем да разберам. То е... Знам, нели школото е дизайнирано да ти затвори очите како на магаре и на конј. Знаете ли магарите на конј зашо е става така долго? За да не се плашат от страната, брат, да видят реалната слика. Дека се движите. Значи само, брат, право, цепай, тоа е, ништо не гледа на страна. Тоа е економски факултет. Ти што на економски факултет може да си купите, брат, и ставете си по едно и рикајте. Тие барем што се јадете со мене, ко ми се ставите, имаше едно напит ми се стави, баш ми текна. Брат, што ги учите глупости, јас сум на економски. Завршил ли си на економски или си на економски? Завршил сум. Што работиш? Брат, лупна нешто там, не се кјам што беше. Че ти си завършил економски, за да работиш там нещо съвсем друго. Мултимилионер ли си или милиардер? Брат, ти на среќа си станал милионер. Добре, аз съм на среќа станал милионер. Айде. Ама ти си завършил економски. Ти, брат, най-добро ги познаваш работи. Дега е веб-сайта да го нямам. Ами дека ти е групата за економски да кажуваш на македонците какво да ги оправим? Нямам. Колко луги ти си приятели? Ама я не сагам, сите ми си приятели. Седи си там у пещерата, брат, дома лъжете се за економия, само доларчини и евра си трупейте и то е. Брат, такви за економски става се на мене да ми обяснува за Америка, за америчкиот долар и за крипто шо ќе биде, брат. И на човек шо 11 години е покажал и волите и чуда, брат, и толкова македонци го следат. И от и он завършил економски и сега, брат, никой не му обръка внимание, нели? Я не тражам внимание, я тражам, брат, гледано за, кажал съм милион пати от 90% гледам. Тук му лезе, тук му излезе. За колко повеќе ме гледат лайкови и шер, толкова повеќе се прикажува каналът. Таков е алгоритъм за повеќе македонци да опаднат. Але Македония друго ќе биде. Иначе я гледам до дека стигнам. Я трябва да плакам пари, реклами, за вие да научите за биткоин и за вода да дойдете да гледате, брат. Не мораме да ме гледате. Ако има някой по-интересно, брат, чуе, да идете там. Ама немало на английски не разбираме. Сега да изявам 2-3 професорки да ви учат. Дай тие што сте на економски, што нови, што упајате. Дай, брат, вземете, разлистайте тука. Видете кои ни се спомнани, како зикешки го кажем, што не можем, или финански совет. Видете колко процента елитно на шо е, какво е, гледа колко има архива. Архивата е направена аматерски, за да може да върте. Тук е пред 4 години. Нема 11 назад. Све е избришено. Све е избришено, све е уништено. 4 години. Мистерии групата шо ми я направия? От 2012... Не. От коя година пишуваше? От 2017 ли мислям дека беше? Не се кявам. 7,7 години ми фалат. Луѓе, дай тие што сте економски нови. Дай, брат, на 2х ставете, разлистайте прво тука, па улизете со мене да ми обяснувате за економија. Я, кој што 4 години е проживел само од крипто. Без кеш, жъта банка да немам. Само од крипто. Па вие не може да преживеете економски, што сте завршиле со убава плата, брат, сметките ми викате не ми стигат у Македонија. Ни нормална кола да возите, ниту да си купите за 5 години куќа, без мами, тато. Викам, имаш ли куќа? Да. Не апартман. И кој ти ги купи? Ти ли од економски што си? Ама майка ми, татко ми. Че не ли си економски?
Че ти си на икономски, нямаш куки, чекал си майка, татко ти купат кукя, апартман да ти помагат. И я без економски дека съм стигнал и сега ти кажуваш на мене, затоа што ти там даделите некоя дипломичка и мислиш дека брат диплома убаво е да си има. Не викам не. За густе имаш инкам доваѓа тамо. Ама брат, таа диплома те права вака и пред колко време знаеш за биткоин, за крипто? Ой, прав знам. Ама последен ки упаднеш. Дипломата, другари, е сериозна работа. Най-скоро да кажем, дипломата е сериозна пречка повеќе, отколку што е за напредок. Ја тоа што сум го видел околу мене. Така да, кој сака нека се налуте, али не сум ја кај вас у подкасто да ми кажувате со дипломите што да правам, вие сте кај мене, а јас сум од улична школа. Така да, другари, секој сам со својата стреќа, ама ако више упајате кај мене у групата да гледате, па и сакате да се контрате со мене у пораки, таа нема да биде, брат. Киите ке се карате со те професорите. Овие тука пред гледај сега, програмирање на мозоко. 66 милиони патници минат низ Амстердам аеродрома, така ли? Сите ги го видат ово, чува не може да го промашиш. Сите ги го видат. И ки треба години, тоа е програмирање. У продавницата пие ви се сок од портокал, од јабука. Одите у продавницата. Шо беше? Да, на Кока-кола. Зашо? Знаете ли Кока-кола фрла милиарди, трилиони ово, кажу го фрла. Милиарди фрла до сега трилиони да дела. У реклами. Че затоа што кога сакате да пиете нешто долго сокче, кога идете и ќе се збркате и таа е Кока-кола. Мене ми се има случайно. Јас што не пијам Кока-кола, улавам, да, тука типката беше много јака, брат, типката. Улавам, шо ги пиеш? Ја не сум тип што се збркал Джени, али таа беше, брат, заеб. Со извинение, тоа беше некоја микс латино нешто, намерно облечена така, мислам дека мозокот ми го стонира и Кока-кола. Зием ја Кока-колата, отварам ја, и ми така викам, чекай, чуј, че ја Кока-кола не пијам, брат. Тога и за прв пат викам, чекай да пробам америчката Кока-кола, баш да се надоврзам на мобето, гледаш ја на прашањето одговарам, по-грозно нешто не сам пил. У Скопје Кока-колата е science fiction. Не знам, у подкаст мислам дека сам го кажал да. 2000 пати по-убава Кока-кола имаме заради изворот од Скопје. Водата у Скопје е некој друго чудо. А друго беше интересно, најинтересна Кока-кола што пробавал, исто сум кажал, од Мексико. Зелена Кока-кола. Ти што у Америка пробајте. Тоа беше да пробам, само за да тестирам, да видам. Иначе, нем да пиете Кока-кола. Ниту у Македонија, ниту тука. Мобето шо е? Значи, ово е Кока-колата, другари. Тука реклама, таму реклама. Ту 66 милиони веќе што се поменале и е тука. Добро сега, не се уште поменале, а викат нели на година. А не, тука уствари гледаш, вика, секоја година, значи ово може со години да стоја. Не може да го протумачам. Замислете си 4 години, колку милион, 10%, 50% нека се истите да речем, ама не верувам, братче, да се тамо туристичко место Амстердам, така да сериозна бројка са го виделе. Тоа е програмирање на елитата, другари. Ако не беше иднината, немаше, брат, да биде до толку таа реклама. Значи, луѓе, гледајте да натрупате, да го имате у портфолиото. Ако јас сум си сменил, брат, ко сутри, не знам дали слушна разнесос, ако сум ја, да се гледам у камерата, ако сум ја, братче, направил пари, немам 4 раци, нем да речем, 4 раци, 4 нози, 4 глави, немам, значи, можете и вие да направите. Вчера, знаеш, вчера ли беше, сакав да кажем, како сакав да го кажем, па се забркав со двете раци, немам две раци, не знам стварно, сакав нешто да кажем многу јако, бев гледал на подкаст и го забрев и ептен го утнав. Ама нешто сакав да кажем, знам. Шо блокирава? Welcome in America. States, North Korea nuclear weapons program. We have an internal threat, but you also mentioned transnational fraud rings, terrorist nation states, North Korea nuclear weapons programs funded by our tax dollars, China, Nigeria, Iran, Romania, Russia.
not our friends necessarily, that are being funded by taxpayer dollars. Could you give us some examples of how this is happening? Yeah, so when you think about what happened during the pandemic, $1 trillion was stolen. 70% of that money went overseas. And I can give you some examples. Другари, милион, милиарда, трилион. 1 трилион кеш е украден за време на пандемијата и 70% од тие пари се иделе преку океано. Дека бе, другари, отидеа? 70%. Брат, во Европа војна ли ќе почне? До 2035 Европа ќе постоја ли, другари? Од дека пари ли? Там тие мигранти се више платени изгледа. Од длабоката држава. Да се надејам Трамчо да преземе нешто. У Афганистан останаа исто милиарди долари. У Афганистан останаа толку оружје, што Македонија, Грција, Србија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, заедно немаме толку наоружање. И кеш, и муниција, и сериозна војна опрема. Сериозна војна опрема остана таму. Што ќе прават тие талибанците таму тај дел? Американците се оставили тоа така? Не верувам. Таму е Пакистан, Кина, треба да има драма. 70% преку океано отидено, Европа ќе има калифат. Бегајте у Македонија, Европа, Европската унија и НАТО до 2035. Тоа што лажат Македонија некем долама политика улезела у НАТО е некој спас. Тоа е комплетна глупост. Европската унија, Европа уваа форма, другари, и Велика Британија нема да ја знаете. Велика Британија се на рабо на граѓанска војна. Европа е на рабо на не е на граѓанска војна, туку е на ќе сака да се ослободат, веќе е касно, тие се сите инфилтрирани. Отека пари. Другари, само што ви ги редов парите, тие луѓе се више платени. И парите се више складирани и до 2035 Европска унија и НАТО нема да постојат. Тоа е мојата аналитика овај пат. Не само по теорија на заговор. Во е аналитика. Многу мал процент постоje да луѓето, да муслимани, христијани, католици се обединат, добрите од нив, да се ослободат, пошто тие луѓе што ги плукат доле муслиманите во Европа и у Велика Британија, другари, ја имам пријатели муслимани, тоа тие муслимани што се освестени и тие не го поддржуваат тоа. Финалната борба е христијани, муслимани, католици, будисти и други, па дури и атеисти, заедно, колку да звучи чудно, и атеисти, или луѓе што се веруваат у нивна верзија, заедно треба 2030 да се борат против нешто што е многу поголемо зло. Не е канал за теорија на заговор, али, другари, ово не е теорија на заговор. Ово се сериозно исчезнати A Western state, they had more people applying for unemployment insurance benefits than they had individuals over 18. The people that were stealing the money from Romania were using it to facilitate other fraud schemes that include fentanyl, that include doing things to impact our democracy. On the insider threat, right, the first thing you have to say, and my dad was a public servant, is 99% of people that work in the public sector are honest, hardworking individuals. But there are some, and what you need is data and technology to root that out. There were examples during the pandemic, there were some examples even of last week where people got into the Medicaid system in a Western state and stole $50 million in less than 4 months. So you have to have these controls in place, right? These aren't individuals stealing, Mr. Cloud.
These are organized criminal groups, both domestic and transnational. Ке ми речат зашо ќе се селиш од Америка, другари, јас свето не го гледам да оде на добро. Јас сакам, ама не оде. 1 трилион. Со 1 трилион, другари, нашата држава има нашата држава стигна 6 или 7 милиарди, ако не се лажам, од кој смешна количина има на армија, па имаме оперативна армија од 3000 луѓе, ако не се лажам 3000 специјалци кои што може сериозен демидж да направат, така ли? Може ако сакате воен удар да направат да преземат Македонија од 2 милиона. И гледајте колкава територија. Значи, ако Македонија со 3000 специјалци, просто кажувам, мислам, може да се повеќе не знам, да речеме 3000 специјалци, специјална војска, ако со 3000, не знам дали се точно 15.000, едно време беа 15, значи зборам со 3000 таа армија, јас што имам истражувано, таа армија може да направи воен удар и да преземе 2 милиона луѓе, да преземе комплетно власта, да речеме, и да преземе, видете колкава територија. Тоа е сериозна територија со сериозни ресурси. Замислете си, овие пари дека се завршиле, у Европа има луѓе многу поголема армија од 3000 у Македонија. И таа армија Македонија 2001 имала, да речеме, кажи го, војна, додека овие у Украина и низ цел свет имат веќе војувано, имат многу посериозно искуство. Че Европа, другари, има веќе инфилтрирано, спремно војска која што може да удари во секој момент. Не верувате? Чекајте, ќе видите. Само гледајте да чекате у Македонија. Да не чекате там. Супер, 92 биткоини си купили исто како ово Скопска пивара. Sandbox, другари, се држи. Објаснете го се ово, брат. Нивната керка компанија Animoca Brands планира на Nasdaq листинг. Че ово не го разбрав. Announced plans for a reverse merge with Nasdaq listed currencies. Брат, ово не го разбрав најискрено. Our parent company announced plans for a reverse merge with Nasdaq listed currency group. Reverse merge. Другари, позитивна информација, ама најискрено reverse merge. Некој зборови у Америката. Некој ако му текнува да објасне, некој најискрено ово ми е некако мозокот ми е блокиран. Керка компанија планира reverse merge, не го разбирам, брат, че баш у кој стил. Брат, a reverse merge is when a private company acquires a publicly traded company, allowing the private company to become a public entity without going through a traditional initial public offering IPO. This method is often faster and cheaper than IPO. But it comes with a risk. Such a potential from the public shell company. In the transaction, the private company shareholder gain control of the combined entity. How it works: a private company identifies acquire a publicly traded company, which often a shell company with few. Братче, американци сакат да се играат со овакви работи. Ово е побрза патека ќе му дое за да отиде јавно. По-ефтино.
и по-лесни лиценци ли ќе земе фактички. Или ово е по-комплексно да го регистрира. Не се кејам ко беше. Многу давно имам читано. Имат Advantage со оваков чекор. Па најискрено значи advantages, the private company become a public company at a less cost, гледаш, and gets listed on the exchange without IPO. Revenue merge helps saving taxes in private companies. A show disadvantage. Lawsuit for various reasons are very common during the reverse merge. Може да се со тужби, че reverse merge leads to reverse stock splits. The further leads to a reduction in the number of shares. Значи, ќе му дојде 50-50. Затоа не сам го истражувал, гледаш, reverse merge. Ќе му дојде Sandbox, мислам дека нема брат да дозволат американците да и пропадне, затоа што си ја форсират за кога ќе не затворат на следната криза, да играеме од дома, фарми и чуда, пуцачи на трки, да зиеме токени, да не запознаат со токенизацијата, најлесно е преку игри, брат. Преку гейминг. После ќе има и земја, на таа земја со метаверс, со VR да се уклучиме, да живееме, значи колку по-малку, фактички Sandbox е колку по-малку ние сме надвор со пријателите у физичкиот свет, толку подобро е за елитата, да не токенизират и да не сврзат со крипто и со тие дигитално, значи дигитални валути, пошто кога ќе ставиш ти VR, виртуелна реалност на очари, ти си у тај свет, там кеш и злато, не се купува ништо. Јас затоа толку многу луѓе верував во Sandbox. И имам земја. Ама брат, американците знаат што е јакото. Сите сванавме што е Sandbox туку Америка. Сите улегна, Snoop Dogg милиони уложи. И што прават? Намерно стагнират, намерно драми 50% од тимот ќе го отпуштиме, оно. Намерно еве како зикеш форк од биткоин со години забраен. Луѓето улават, кој профитериал, кој си сплашил продадел и отпосле пасија почнуваат да се користат таа технологија. Значи они си ги спремат тие технологии, затоа ја и викам луѓе да се врнеме биткоин 30%, етериум 30%, кардано 30% и 10% да го билдаме портфолиото. Ама ме кога зборив еден саат, брат, да земам у Македонија се кача на площада, брат, да ослободиме државата, брат. Тие, брат, да излегнам да зборам 4 сата, ќе искисне, ќе рече, да, вај да не ослушаме секој ден да земеме да ослободиме. Брат, кога мина еден саат, чека да не е некој грешка. Арно вика што професорката, брат. Ти си вика алфа, треба вика да направиш, вика да те ставиме воен, вика нешто да направиш државен удар, ја викам оваа жена шо лопа зелени глупости, ама. Брат, не знам дали се слушна, али баги страшна експлозија. Ово е пред 3 дена се легнува му, прв пат се легнав у животот 3 саат. Таква експлозија се слушна, утре дента ништо не прочитав во вести. Таква експлозија се слушна, рокање, прозорот ми го онаде, станав, ништо не можев да онадам. Само што се легнав, после 2 минути уш една. Ама ти е се затворено, не можев да проценам одека иде. И ништо не прочитав. Комшиите никој не знаел дека беше. Еве сега се слушна, ама овај пат на подалекото. Беге, брат, оваа држава, луди работи се дешават и информација не може да ископиш. Али мобето шо е? Значи, еве, сакат од оваа луда држава, од физичкиот свет, сакат да не тргнат, да не стават у тај свет и колку повеќе поминуваме време, ќе ни дават сен токени, ќе ни дават други токени, ќе ни дават награди, само и само скинови и чуда ќе ни дават, само и само на таа земја да играеме фарма, пуцачи на трки,
таму да се дружиме. Значи, оваа компанија да Sandbox, плано беше тоа, да го направат. Затоа ја толку верував дека не може да пропадне. И еве уште се држи. Ово кјумор фот смеја, брат. Поздрав до Ефтов. Другаро кажуваше русите однемале технологија, почнале од пералните да користат чипови за да прават оружје и со лопатите се тепале. Другаре, ово се што гледате се Леопард. Не се баш сите Леопарди, де, ама ова е некој амерички. Пепел ги направија и Украина, другари, како што кажав, нема да гледат у таа форма. Најплодната земја и најголемите ресурси за Star Trek и Star Wars технологијата што следува се у Украина. И Русија се догреба до голем дел. Така да, тие глупости за дека Русија се у рецесија и дека државата оде надоле, дај другари, престанете исто и таа тема. Гледам, неам ја толку у коментари, туку имам, неам ја толку у пораки, туку коментари чак пат некој ми се закачува. Едноставно му го игнорирам ово, кажи го, коментаров, а другите да знаете, најчесто коментарите на Facebook групата, ако Славчо постира, Криптореволуција не ми излаат, така да ако некој нешто пише, да знаете дека не ми излаат коментарите. The House will vote at 4 p.m. tomorrow. Утре ли? Што сме денеска? Вторник. Среда. Среда, среќен ден. Утре у 4 p.m. Интересно. Да, брат, да отворат веќе ово виши ми е преку глава, брат, народо паниче. Последниот пат, кога е отворено, биткоин за 5 месеци качува 300%. Гледај како температура, бе. Да речем утре ако отворат, значи ноември, декември, јануари, февруари, март. Ја што ја кажав? Април. До април може да се влече. Брат, како се поклопа само што да се... Ако се отстваре, сам ќе си испечатам диплома. Гледај, 300% и 5 месеци. Ако утре ја отворат, government shutdown да прекинат, ноември, декември, јануари, февруари. Тие се 4 клучни месеци, значи. 300%, тоа е, брат, 300.000. И повеќе ќе отиде. Не знам. Джава тумачам така, чак пат се замислам, знам и вие, ама нема, не може да го дадам одговор. Sheriff's office and this house right here, yeah, it made the sheriff's high intensity target list, so you know what's happening. We're going to take these and we're going to tear this piece of crap down because we've had repeated calls for service here, drugs, flop house, all sorts of craziness, people shooting in there, everything else. You might remember this place though, because out front is where they put all the graffiti up talking about how much they hated the sheriff's office. Are you ready? Брат, ки ми добро исклучив одно музиката. Значи, у Флорида нема за фрканција, брат. У Флорида, брат, че нонстоп продавале дрога, тепачки, пукања, чуда се случувале, провоцирале полицијата и секој ден пријави. Полицијата во Флорида доваја руше куќата, брат. Ово е иначе минимум пола милион се продадо, какви шупи. Верували или не? Пола милион. Мале и шо, брат, напреја пепел, ја срамнија, че... Флорида нема заебација, брат. Таму, брат, сериозно си чистат и сериозно си одржуват за... ово, како видео толку доле, бе? Well, I think people have dampened their expectations for Bitcoin partly because Bitcoin's been treading water. There have been a lot of OGs, original Bitcoiners that are selling above 100,000. But it is still an underallocated asset class. So I think Bitcoin... Да не ја тупам мопето шо е. Биткоин да иде 150 или треба или 170 или 200, додека Етериум не литне другари барем 7-8 не може да почнем алткоин сезоната, фактички. Од секој ще било така.
Значи, кога ме прашава кој ќе биде знако, Ethereum треба да летне до 7-8 илјади, па да почне да се повампируваат другите алткоини. Значи, Ethereum е знако, за ти што ме прашава. Не е само биткоин да отиде 150-170 и тука. Ethereum треба да отиде 7-8. За да почне алткоин сезоната. Он вика дека ќе отиде 12, ако јас извинувам, ако биткоин отиде 150-170, Ethereum 12 може да отиде многу лесно. Што сам тука на дел? Tesla hiring for 200 милиони мега factory outside Houston. Тука 1500 луѓе ќе треба да работат у наредните 20 години, ама тоа не значи дека роботизацијата не презима, и тука ќе се произведе сигурно. The 2028 will employ at least 1500 луѓе in the region and must stay. Значи 1500 луѓе за декади. Што значи ово? Голема е фабриката. Бро. Значи, иако ќе биде роботизација и Елон Маск ќе произведува куки, покриви соларни, ќе произведува електрични автомобили, треба со ракети да оде на Марс, мада тај дел не го верувам, ќе има ракети се тоа, ама мислам дека е со чипот тука виртуелна реалност. Не верувам дека реално ќе лета до там, барем сега за сега. Мобето 1500 луѓе е малку. Но оваква голема плоштина треба 10.000 дона, што значи дека иако ќе изгледа дека знаеш, ние уште вработуваме 1500 луѓе у наредните 30 години, ама тоа е да надгледуваат, другари. Тоа е да надгледуваат од голема компанијата. Гледај ово кокава. Леле, тоа беше тоа камиончето беше. Да, ово е задниот дел од да. Мале, ово е масивно, брат. Гледај го трейлеро. Форклифт ли ово? Значи другари, 1500 луѓе само да надгледуваат, иначе комплетно ќе го роботизира и не значи дека луѓето се спасели као демеке, тука Тесла вработува. Ова е решил многу сериозни работи да направи, тоест ова е ција и длабоката држава користат технологија од Никола Тесла, која што треба за цел свет да е бесплатна, дрн да не им блокираат каналот, тоа у теорија на заговор, али мобето е дека ова е, брат, ќе не потурчи. Шо? Ама со таа музика, брат. Chinese doctors has completed the world's first cross-border robot assisted heart interview. Ово е понапред оперира, ово е првата асистенција. Шо е интернет тоа, брат? Ама со таа музика, брат. Значи, брат, технологијата иде, тоест изведе ја технологијата сега, да не ја тупеме. Бизнес онерите више, тоа е дран истиот мобет. Дран-дран-јариња, шо ово, Чајна... Ово е интересно, ле, како во него идов? Чајна ја обвинува Америка за заплена на 120.000 украден биткоин у вредност од 13 милиарди. Calling in a state level hack. Тека го имат украдено.
Кој некако знае повеќе има, што зборото ви, брат? Не ми е јасно ово, ако некој има повеќе инфо да каже, брат. Америка тие сите што ги има запленено биткоин се од криминалци. Не му украдено. Okay, so what's going on here? This is a big deal. Yeah, this morning, It's a very big deal for you. it is a very big deal. It's a big day and a big milestone. Reverses the course of time. It does. Мале, ово немаше да го покажам. Stop shop for all your financial services needs. And one of the holes we've had for the last 2 years was in cryptocurrency, the ability to buy, sell, and hold crypto. We were not allowed to do that as a bank. It was not permissible. But in March of this year, the OCC came out with an interpretive letter that it's now permissible for banks like SoFi to offer cryptocurrencies. So this morning we're launching. Славчо мислам дека го објави ово, ја идев на плажата, него го читав. National Bank, the opportunity to buy, sell, and hold cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Solana. So I was gonna Дај, овие американците ми одат на нерви. Биткоин, Ethereum и Solana. Другари, тоа е тоа. Слободно трупајте. Ripple не го кажа, и за еднат не го кажа Cardano. Чекај да видим. Bitcoin, Ethereum, and Solana. So I was gonna ask. Bank, the opportunity to buy, sell, and hold cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Solana. So I was gonna ask. Are we just talking about 3 for now? We'll Мали, брат. Значи, банките, ако почнат ово да го нудат, да можеш ти на банка да има криптотрейдинг, фактички ти имаш пари на банката, од банката треба да ги префрлиш парите на криптоминувачницата. Овака, ти си у банката, нема ништо да ти земат да ги префрлиш, трейдаш, купуваш, ќе ги ставаш на staking rewards. What? Значи Bitcoin, Ethereum и Solana идеја. Тоа Solana може да значи да е $2,000. Значи 155... Колку пари е Solana, брат? $155, брат. Другари, ви давате на месец толку пари за цигари. Купете си по... Сменете си, не е финански совет, сменете си цигарите за соланка да имате. Ако ви ще упадят тука америчките банки, expand well beyond 3. It'll be a pretty broad assortment. We try to differentiate on being Ќе упаднат и fast, другите. having broad selection, great prices, ease of use. So Значи ќе се we'll тепат, try to ќе има keep интересно. numbers, Што е добро за нас? numbers as much like- ќе се борат банките и криптоминувачите ќе се борат, така ли? Што значи тоа? Ќе се тепат кај кој да си ги ставиме нашите коини и кој повеќе да дава интерес. Разбирате ли? Какви бе. Во го им кажуваме пред 11 години. Брат, не знам што и чекат во земјаните, валјда сам ја тај. selection as they would like. And what's the difference between going through you and going through Coinbase or going through Robinhood or somebody else? Yeah, there's a couple of really big differences. First, we're a nationally chartered bank, which means we have the infrastructure, the processes, the financial conditions that provides the safeguards that Во Америка банката имаше $250,000 осигурање. Coinbase има, ама не ќе да е толку. Значи, многу народ ќе почне да чува од оваа банка. Затоа што таа банка ово е многу странно интересно. Ово ја очекував дека ќе consumer would expect from a bank, which is going to allow us to scale responsibly. The second thing is because we are a one-stop shop, you can do all your banking, checking, and savings at SoFi, your borrowing, and your investing, and now crypto. And one of the unique things about that is when you come to SoFi and fund your crypto investments, you'll fund them in a SoFi checking and savings account. That checking and savings account's deposits earn interest. Say that again, you're gonna fund it with crypto? You're going to fund Your checking account. You're going to fund your checking account with cash. Okay. And then when you buy, right, Bitcoin or Solana or Ethereum, the money will come straight out of your checking savings account. So when you're not putting cash to work, it's not sitting in an account that earns no interest, and it's not sitting in an account that's not insured.
So the money will sit in an FDIC insured account up to $2 million is what we offer. And when you buy, it will instantly withdraw from that account and send it to the marketplace. Брат, ovo da не е AI видео. Не, ovo je CNBC. Брат, kako може да няма bull market, бе? Какво трябваше да го пущат 2000 и кое беше? Не, ovo е много чудно. Ovo е останало много по-интересно и по-интересно. И тук е Стар Атлас. Другото е от вчера. Другари! Че видим колко гледали видеото. Сад 1 минута 288. Не е лошо. И 500 луги. Другари, тук се гасеме, избрамбляваме повише. Той сега бръмлев. Али няма шо да се плашите, брат. Банките упая, не знам шо сакат, нека направят манипулация, брат. Нека изключат серверите. И чова година, ако сака, све нека уништат, брат, тия ще имат крипто. Ено спочнуват. Чао, чао.